Во последните неколку недели, десетици јарболи на мобилните телекомуникации со 5G се запалени низ Британија. Полицијата соопшти дека многу од нападите биле мотивирани од лажното верување дека 5G технологијата е поврзана со пандемијата на коронавирусот. Истражување на коледжот Кингс од Лондон и компанија за сондирање на јавното мислење Ipsos Mori покажува силна корелација помеѓу верувањето во теории на заговор и подпирање на социјалните медиуми за добивање информации, вклучително и Facebook, YouTube, Twitter и WhatsApp, наместо од електронските или отпечатените медиуми. Од луѓето кои веруваат дека коронавирусот воопшто не постои, околу 56% го навале Facebook како главен извор на вести. Откривме и дека луѓето кои излегуваат надвор или одат на работа и покрај тоа што имале можни симптоми на коронавирус, многу поверојатно ги добивале информациите од социјалните медиуми. Ова е здравствен ризик што мора да се реши, вели британскиот законодавец Дамиан Колинс, кој изрази загриженост за улогата на социјалните медиуми во која било програма за вакцинирање. Ако стигнеме до ситуација да имаме вакцина за таа да биде ефикасна, големо мнозинство на луѓето треба да ја примат. Важно е луѓето да имаат доверба, но ако се шират теории на заговор и лаги за вакцината, тоа е сериозен ризик за јавното здравје. Facebook, YouTube и Twitter соопштија дека отстраниле стотици илјади видеа и дезинформации за COVID-19, што можат да бидат штетни. Но гигантските социјални мрежи се соочуваат со притисок од сите страни. Повеќе од 150 компании, вклучувајќи ги Starbucks и Coca-Cola, престана да купуваат реклами на Facebook поради загриженост за дезинформациите и заговорот на омраза. Во исто време, американскиот претседател Доналд Трамп бара да им се одземе имунитетот пред законот на компаниите за социјални мрежи во однос на содржината објавена од корисниците, откако Твитер одбележа една од неговите пораки со знак за проверка на факти. Твитер не може да биде и судија и порота. Ако не е фер, може да престане да постои. Компаниите за социјални медиуми велат дека имаат систем за справување со дезинформациите, но тие остануваат нетранспарентни, вели Алингтон. Тие системи треба да бидат отворени за увид од демократски одговорни тела. Доказите дека социјалните медиуми даваат платформа за ширење дезинформации за коронавирусот може да помогнат и во борбата против други видови дезинформации.